Вчерашниот скандал во Брисел меѓу тројцата македонски новинари, европратеникот Јоргос Шацимаркакис, кој не им дозволи да дебатираат на трибината, наместо слободата го распали говорот на омраза и отвори војна во јавноста заускратената можност македонските новинари слободно да се изразат во Европскиот парламент. Шацимаркакис не чувствува вина и нема да се извини на новинарите заради пцустите кои при вербалната расправија ги изрече на грчки јазик, а за кои тврди дека не им биле упатени на нив, туку на обезбедувањето. Because they make criminal activities beside the media outlet and creating arrangements. You listen now to me, okay? This is democratic. Thank you, Malakas, thank you. This is Yorgos Šacimarkakis. Жестоки расправи во ходниците на Европскиот парламент откако на групата македонски новинари кои само иницијативно дојдоа во Брисел, Миленко Неделковски, Мирка Велиновска и Бобан Нонковиќ, не им се даде можност да дебатираат на трибината, наречена символично, замолчувајќи го пресуд, организирана од страна на европските либерал-демократи, а представена од Шацимаркакис и Кацин, како и новинарите Борјан Јовановски, Билјана Секуловска, Цаца Николовска и Слободанка Јовановска. Повеќето од нив во моментов се неактивни бивши уредници и новинари. Протестот на така наречените аутсайдери беше против едностраниот пристап на организаторите, чија цел е да се дебатира за реалната состојба на медиумите во Македонија. Ние решивме, бидејќи е таква ситуацијата и такво сценарио, да го растуриме така што ќе направиме скандал. Со оглед дека ова панел дискусија беше демонстрација на едноумие, на евроболшевизам. Трибината беше наменета да еден репрезентативен број од македонски предавници, едно 5, да едноставно кажат се најлошо за нашата држава и да имаме лош делот за медиумите да биде лош извештај. Значи Јоргос Шацимаркакис, европарламентарецот, големиот демократ, ја покажа својата лична некултура и свое домашно невоспитување, кога најпрво мене и колешката Мирка, која што е постара госпоја, се разбереме, грубо не оттурна на вратата. Во меѓувреме останатите поранешни новинари останаа да дебатираат на тема слобода на медиумите и новинарското изразување, нарекувајќи го однесувањето на своите колеги балкански синдром. Осуда за вчерашниот инцидент во Европскиот парламент стигна и од неколку европратеници. Словенецот Милан Звер жали што на новинарите имускратена можноста слободно да се изразат и не им е возможен подеднаков третман со нивните колеги кои беа брутално исфрлани. И за домашните експерти скандалозно е некој што ја попречува слободата на говорот да се залага за слободно право на изразување на медиумите. Тие што замолчуваат, обвинуваат за замолчување. Скандалозно и шокантно е некој со неслобода да се залага за слобода на новинарството, сметаат експертите, според кои одземањето на правото за изразување на оние кои мислат поинаку бил неуспешен обид на Грција и на Сорос да се ослабне позицијата на земјава пред предстојниот европски извештај, во време кога Македонија води проактивна политика, а јужниот сосед е пред економски, но и политички колапс. Нека зборува кој што сака, особено не Шацимаркакис, кој треба да ми објасни дали успеа да докаже дека не го фалсификувал својот докторат кој го чинеше позиција во Европарламентот. Ова е еден процес кој трае еден подолг временски период во контекст на креирањето на виртуален амбиент на недемократија и неслобода во Република Македонија и обидите истиот да се пренеси, да се презентира таму каде што Македонија цели Европската унија. Сепак, според аналитичарите, скандалот нема да фрли дамка врз Македонија, бидејќи унијата извештајот го базира на факти, а не на мислења на поединци. Не верувам дека Европската унија така наивно, тоест Европската комисија, така наивно ќе наседне на еден ваков темпиран скандал, заради тоа што параметрите со кои Европската комисија ги мери перформансите на државата не зависат од суетата или од волјата само на една групација на луѓе. Токму селекцијата на учесниците на дебатата е спорна за експертите. Професорот Јанкуловски се прашува кои биле критериумите при нивниот избор. Сликата е грда. Грда ја прават одредени луѓе кои се обидуваат да ја направат погрда него што е и таквата слика да ја пласираат онаму каде што
ќе може повеќе да биде видлива. Но Слободан Чашуле оди и чекор понатаму. Тврди дека цели семејства се ангажирани да работат против сопствената држава. Она што е шокантно покрај невкусот и безобразлукот на учесниците кои биле повикани таму е што во тој заговор против сопствената држава најверојатно на платен списокот и човек тие работи не ги прави доброволно и од убедување. Домашните проблеми да не се пренесуваат во Брисел, да се решаваат тука. Кому му е од полза да ја подкопува државата, прашуваат експертите. Скандалот со македонските новинари и лажирањето на докторатот го прават Шацимаркакис недостоен за неговата функција европратеник и представуваат срам за европските демократи, согласи и Светскиот македонски конгрес. За мега скандалот реакција од Здруженијето на новинари се оградува од однесувањето на сите колеги представници во Европарламентот. Здруженијето на новинари на Македонија се осуда за вчерашниот инцидент во Брисел и двете групи на новинари ја дисквалификувале работата и активностите на Здруженијето, водејќи се од лични и други интереси. Ниту еден од овие новинари минатата недела не учествувал во дебатата на ЗНМ за состојбата во медиумите. Двете групи на новинари кои излегуваат со екстремни и спротиставени ставови не ја одразуваат реалната состојба на медиумите и на новинарството, туку представуваат исполитизирани ставови за слободата на медиумите. Кавгите и скандалите не одат во прилог на новинарите, туку на политиката. За нас овие скандали се очајнички обид да се одржи состојбата на статус во новинарството, од која најмногу профитираат овие колеги, стои во соопштението на ЗНМ. Од ЗНМ го осудуваат и однесувањето на европратеникот Шацимаркакис, за кој велат дека кон македонските новинари треба да се однесува како што се однесува кон секој европски новинар. Во јавноста веќе се коментира дека тие што замолкнуваа сега учествуваат на трибина символично наречена замолчувајќи го пресод во Европскиот парламент во Брисел. Токму на вашето работно место, предпоставувам дека станува збор за истата адреса. Има регистрирано повеќе други фирми. И ова е обвестување за тепањето. Иво Котевски, исклучете го од режија. Иво Котевски, министерката треба да даде веднаш оставка без дилема. Ви благодарам, исклучете го Иво Котевски, толку беше Иво Котевски од демократија. Исклучете го Иво Котевски од режија, ве молам, исклучете го Иво Котевски. Срамно и скандалозно е однесувањето на германскиот европратеник со грчко потекло. Реагираат и од Светскиот македонски конгрес. Бараат титно разрешување на Јоргос Шацимаркакис од функцијата председател на Мешовитиот комитет на Европскиот парламент за Македонија, затоа што сметаат дека скандалот со македонските новинари и лажирањето на неговиот докторат го прават недостоен за таа функција. Светскиот македонски конгрес со индигнација го отфрла учеството на Боријан Јовановски, Билјана Секуловска и Слободанка Јовановска во оваа панел дискусија и го смета за нерелевантно, бидејќи беа активни учесници во одбраната на сопственикот на телевизијата А1, Велија Рамковски, обвинет за криминал, стои во соопштението на Светскиот македонски конгрес. Македонците се уште го паметат цинизмот за промена на државното име Македонија на европратениците. Зоран Талер, кој е под истрага за корупција и е поранешен известувач на Европарламентот за Македонија, Јелко Кацин и Шацимаркакис, кој е под истрага за плагијат, велат од СМК, и сметаат дека нивната корумпираност ги прави недостојни за европратеници и дека тие представуваат срам за европските демократии.